Четврток, 23 февруари, кратки вести во 12 часот. На почетокот на март треба да биде објавен нов повик за субвенционирани летови, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, а во меѓувреме течеат роковите за жалби по поништениот повик. Генерално ќе останат истите услови. Средства од 5 милиони евра распределени во период од 2023 до 2025 година, а во интерес е да влезат што повеќе авиокомпании. Се предвидува да се доделува субвенција од 7 евра по патник за Скопскиот и 4,5 евра по патник превезен од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид. Христијан Пендиков ќе мора да се појави во Охрид како сведок. Охридското обвинителство побара распит на претепаниот секретар на бугарскиот клуб Цар Борис III. За таа цел обвинителството ќе побара од Бугарија информации за неговата моментална адреса на престој. Вчера беше приведен и вториот напаѓач на Пендиков. Охридското обвинителство побара од судот да му биде одземена патната исправа за да не може да ја напушти Македонија. Рекорден број на коекзибитори деновиве ќе ги промовираат убавините на Охрид и Македонија на сајмот за туризам во Белград. Српскиот пазар е еден од најбрзо растечките пазари за македонскиот туризам. Лани 11% од странските туристи, односно повеќе од 63.000 туристи и над 130.000 ноќевања оствариле српските туристи. Овие бројки се очекува да бидат поголеми годинава, особено со воведувањето на авионската линија Белград-Охрид 4 пати неделно почнувајќи од јуни. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.